Гостин во овој дневник е подпредседателот на СДСМ господин Дамјан Манчевски, кој воедно е и шеф на изборниот штаб на партијата. Добро вечер, добро дојдовте во дневникот. Господине Манчевски, како што кажа и господјата Радмила Шекеринска, хаосот во избирачкиот список голем предизвик за вас, а сепак немаме уште никаква потврда, нити пак демант од Државната изборна комисија од господинот Чичаковски. Подпладнево стигна едно соопштение од таму дека граѓаните може да се информираат, но тоа беше техничко соопштение, би рекла, за да им помогне на граѓаните како да дојдат до податоците од избирачкиот список. На што ги темелите сите овие тврдења, она што го рече господјата Шекеринска? Добро вечер и благодарам на поканата пред се. Ова не се тврдења на СДСМ, ова се апсолутно тврдења кои што се евидентирани во сите релевантни меѓународни извештаи. Во извештајот на ОПС и ОДИХР за изборите и во 2013 година, но и за оние од 2014 година, за кои што до сега баш зборува пратениците од ДПМН, каде што имаме конкретни забелешки за избирачкиот список. Впрочем, дека избирачкиот список е проблематичен, потврди самиот Никола Груевски со подписот на договорот од Пржино, каде што се согласи дека избирачкиот список треба да се прочисти. И затоа доаѓаме до приказната кој е тој што сака фактички да избега од одговорноста за нерегуларностите во сите неколку изборни циклуси, како што на пример Даниела Рангелова, да речеме, од Брвеница. Она што е многу битно е дека и Уставниот суд ќе мора да ја одби иницијативата за луѓето кои што правеле изборни нерегуларности, без разлика од каде доаѓаат, без разлика од која партија се, без разлика од која националност и религија се. Сите што правеле изборни нерегуларности ќе мора да одговараат. И затоа улогата на Уставниот суд е сега клучна за да луѓето кои што ќе се утврди дека предизвикале нерегуларности, дека правеле криминал со избирачкиот процес, дека сите тие ќе одговараат. И тоа е нешто што всушност е наш обврски договорот од Пржино, од извештаите на ОПС и ОДИХР и извештајот на комисијата на Прибе. Вака да ве прашам, господине Манчевски, во 2002 беше иста методологијата, слична методологијата. Од тогаш наваму, најголемиот број на председатели на Државната изборна комисија доаѓа од редовите на СДСМ, и тоа видни луѓе, како например господин Кондарко. Па сепак немаше некои жалби, сигурно ги паметите изборите од 2008, бевте прв соработник на господјата Шекеринска, 480.000 наспрема 230.000 гласа. Тоа се разлика од 250.000 гласа. Па би ве прашала, дали како шеф на изборниот штаб сега ја подготвувате исто реченицата на 6 јуни, со која што ќе кажете да, изборите беа фер, беа вакви или беа такви, доколку изборниот резултат биде со голема разлика? За 6 јуни не планирам никаква изјава, планирам за 5 јуни вечерта кога демократски и слободна Македонија ќе прогласи голема победа. Можеме да дискутираме за минатото долго, на широко и на лого. Но тоа нема да го реши проблемот денеска со избирачкиот список и со сите проблеми кои што имаме денес. Да ве потсетам за минатото, кога зборувате за председателите на Државната изборна комисија, треба да исто така кажете дека одлуките во Државната изборна комисија се носеа со мнозинство гласови, кое што мнозинство цело време во изминатиот период го имаат сестринските ДПМН и ДУИ. Но председателот секогаш вели дека да, изборите беа регуларни. Членовите од Државната изборна комисија дека се регуларни. Извештаите на ОПС и ОДИХР кажуваат воопшто немаат констатација дека изборите биле фер и демократски. Никаде не се споменуваат тие зборови и во извештаите на ОПС и ОДИХР во 2013 година и во оние од 2014 година. Но никош не беше оспоруван изборниот резултат. Договорот од Пржино ги оспорува резултатите на изборите од 2014 година. Зошто не сте подготвени, например, на 24 април на избори? Никола Груевски со подписот на договорот од Пржино самиот си ги оспори резултатите од председателските и од парламентарните избори. Не сме ние неподготвени. Имаше и подпис за 24 април. А навистина ми е интересно дали како денеска пратениците од ДПМН, представниците од ДПМН, како денеска уште може би тврдат дека може да има избори на 24 април, кога избирачкиот список се уште не е ни завршена споредбата на базите на податоци. Ајде, каде се тие нивни констатации дека избирачкиот список ќе биде прочитан за 2 дена, за 3 дена, за 2 недели, за 4 недели? Сето тоа беше лага и манипулација. Како што е лага и манипулација, она што го прават денес. Подпишаното на Пржинскиот договор. Да ве потсетам, ако се фер, ако навистина се убедени во она што го зборуваат, ако се убедени во нивната поддршка, како река 200.000 гласа, зошто не се согласат на реформа на медиумскиот простор?
Зошто не прифатат, да речеме, ние сме толку слаба опозиција, како што велат, и имаме нереални барања. Јас на нивно место, да сум вистински победник, кажам, ви ги сите услови што ги барате, одам на избори и ве победувам. Ама тоа не е така. Никола Груевски прави се, само за да нема реформа на медиумскиот простор. На меѓународната заедница која што вели дека не е потребна реформа на медиумскиот пред Уставниот суд толку итна до 5 јуни. Никола Груевски спорувате и меѓународните представници. Никола Груевски си го призна целиот криминал на изборите. Ама зошто сте толку обседнат со Никола Груевски кога ве зборуваме за меѓународната заедница? Меѓународната заедница, ве потсетам, заедно со сите политички партии, кога ја правеше проценката пред неколку недели, оцени дека нема услови за фери демократски избори. Ве потсетам од минатата недела. Например, точно, меѓународната заедница сама кажа дека нема представник на Стейт департаментот рече дека ќе има и услови до 5 јуни, тоа е изјава од петокот. Не зборуваме за некоја изјава. Вие рекате за 24 април исто така имаше подпис од вашиот лидер. Зошто го ставил тоа подписот за 24 април? Никола Груевски, да ве потсетам, се обврза исто така дека ќе имаме нов состав на државната изборна комисија во јули. Па таа се формираше дури во декември со 5-месечно задосување. Никола Груевски се обврза дека ќе има преодна влада. Таа се формираше со 1 месец задосување. Никола Груевски се обврза на реформа во медиумите, за која што дебата требаше завршиме во август 2015 година. Ама таа се уште не е ни почната. Затоа, ако не може да ги гледаме сепаратно едните рокови, а другите не. Или ги огледаме договорот во целост и ги почитуваме сите рокови, или не. И да ве потсетам. Ако навистина смета дека се возможни избори на 24 април, или ве заборавите да врши. Зошто Никола Груевски, ДПМН и ДУИ, не го прочисти избирачкиот список 8 години назад? Зошто доведоа до овие проблеми? Има и министар за внатрешни работи. Го за овие 5 минути името Никола Груевски. Ајде да ве прашам за едно друго име. Да ве прашам за името Илија Димовски. Зошто не му поднесовте кривична пријава за она афера за наместениот тендер од 400.000 евра, како што тврдеше Илија Димовски, а вие тврдевте дека ќе му поднесете кривична пријава. Тоа не го сторите и покрај тоа што има обвиненија од него дека сериозни обвинувања за наместен тендер во општина Куманово, каде што знаеме дека е градоначалник Зоран Дамјановски. Видите, токму овој тип на прашања, нарачани од Центарот за комуникација на ДПМН, се причината зашто ни е потребен реформа на медиумскиот простор. Ама ве прашам зашто не му поднесовте кривична пријава. Ако навистина е легитимно, така? Ако навистина бете фер избалансирани номинари, како што тврдите наводно дека сте, ќе ги објавите моите одговори на овие обвинувања. Многу краток ќе беше одговорот ако го кажете. Затоа што тогаш ги објавив и договорите за набавката. Еве ги договорите, можеме да ги видиме. Одговорот од комисијата за жалби од јавни набавки. Ги објавив и завршените сметки на фирмата, кога што нема ни 400.000 евра. Нема ништо од таа работа. Од господинот Димовски побрав извинување. Не го тужев затоа што не сме како нив. Затоа што во оваа држава треба да ги решаваме проблемите на граѓаните денеска. Ако ова е проблем за граѓаните, и верувајте, ако сум направил било што криминално, до сега минимум 3 пати ќе бев на вашата телевизија со лисици позади рацете. Апсолутно не. И сега да ве прашам за уште една работа. Ве гледаме, одите на терен, бевте во Кратово, каде што ветивте државни социјални пензии во износ од околу 11.000 денари за сите кои што не биле воопшто вработени. Не мислите дека тоа е нефер предлог, односно предлог мерка или како да ја наречам, кон сите оние кои што работеле 40 години и ќе земат пензија која што ќе биде помала од тој износ од 11.000 денари? Зошто таква мерка? Социјална држава, меѓутоа не натовар на вработените. Како ќе издржат вработените да ги издржуваат сите можни невработени? Ние сме социјалдемократска партија, апсолутно. Сите граѓани на Македонија заслужуваат социјална правда. Го пензискиот фонд фактички. Пензискиот фонд е доволно урнат од страна на политиките на ДПМН и ДУИ. Оно што ние го предлагаме, имаме сериозна основа за ова што го зборувам. Сите граѓани кои што ќе доживеат жени 62 годишна возраст и мажи 64 годишна возраст, предлагаме да добиваат државна социјална пензија на ниво од 60% од просечната пензија во Македонија. Сметаме дека тоа е фер, тоа е коректно. Македонија има голем број на граѓани кои што не е дека не работеле. Има жени кои што станале дома и биле домаќинки, не значи дека не работеле. Многу се мачеле да одгледуваат куќа, семејство и така натаму. Има многу земјоделци
кои што никогаш во животот не се регистрирале, ја работат најтешката Да, работа, тоа е добра најмачната популистичка работа. мерка, но сега Но има не ли реална заличувате основа, сега на ВМРО ДПМН има со реална овие основа. популистички мерки, истите оние популистички мерки кои тие- што вие ги критикувате. Ова е нашата многу левичарска мерка. А тие на кого личеле во меѓувреме дали избегале од нивното Ова е- наводно демохристијанство кое што сега многу сакаат да го докажат со градење на крстови, ама некои други со двоглави орли, тоа е нешто сосема друго. Она што е денеска патриотизам, не се крстови и орли, денеска Зборуваме за патриотизам вашите се ветувањата кон денеска се граѓаните што ги дава СДСМ. патриотизам се државната социјална Кои што се пензија, многу чудни. патриотизам се 3 милиарди евра во патна инфраструктура следните 10 години, патриотизам се поголеми просечни плати во Македонија, патриотизам се нови работни места за младите, патриотизам се поддршка на малите и средни предпријатија со над 20 милиони евра годишно. Тоа е денеска патриотизам. Не се патриотизам двоглави орли и не се патриотизам крстови. Ви благодарам, господине Мачевски, што бевте дел од дневникот. Се надевам дека ќе можеме да видиме барем дел од овие мерки, можеби еден ден. Ви благодарам на поканата.